Во ова издание, Џо Бајден, политичар со кариера од речиси половина век, од Општински совет преку Сенатот до Белата куќа. Футуристичка технологија, нови начини за обука на американската полиција. Неодамнешниот напад во Виена покажува дека тероризмот останува сериозна закана за светот и за Европа. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Џо Бајден би бил најстариот претседател во историјата на Соединетите држави. Пред инаугурацијата на 20 јануари ќе има наполнето 78 години. Но кој е тој во суштина? Политичар ветеран со кариера од речиси половина век. Започнал како советник во мала општина, а потоа од 1973 до 2009 бил сенатор, а од 2009 до 2018 подпредседател за време на администрацијата на Барак Обама. Исходот на изборите се решаваше во неколку сојузни држави, вклучувајќи и Пенсилванија, каде имаше многу тесна разлика. Актуелниот претседател и неговите поддржувачи тврдат дека имало многу нерегуларности во гласањето, додаваат дека тоа може да го смени исходот. Но откако американските новински мрежи проектираа дека демократот Џо Бајден има несоборливо водство, тој објави победа, најави градење мост за надминување на политичките поделби во нацијата. За сите што гласаа за председателот Трамп, го разбирам разочарувањето и самиот сум загубил неколку пати, но сега да си дадеме шанса едни на други. За време на изборната кампања, председателот Трамп потенцираше на социјалните немири враќањето на редот и поредокот, додека Бајден го критикуваше Трамп за неговото справување со пандемијата на COVID-19. Председателот Трамп заостануваше во анкетите. Тој одржа митинзи, каде ги потикнуваше поддржувачите во Мичиген и Висконсин, каде гласачкото тело беше поделено. 8 години Бајден беше подпредседател во мандатите на Барак Обама, играше голема улога во неговата администрација. За разлика од председателот Трамп, непознат во политиката, кога беше избран 2016-та, Бајден е искусен политичар, факт што го истакнуваше за време на кампањата. Ќе кажам нешто шокантно, знам како да направам да функционира владата. Избран за прв пат на 29 годишна возраст, Бајден бил избиран за јавна функција речиси 50 години. Ако се предпостави дека ќе биде инаугуриран на 78 годишна возраст, тој ќе биде најстара личност што положила заклетва за американски претседател. Тој е умерен и неговата умереност нормално би му одмогнала, но не и против Доналд Трамп. Луѓето имаа јасен избор. Бајден беше избран за кандидат од Демократската партија откако порази многу полиберални противници во примарните избори. Една од нив беше идната подпредседателка Камала Харис. Со оглед дека Бајден имаше речиси незабележителна кампања на терен поради загриженоста со пандемијата, кампањата беше исклучиво за актуелниот претседател. За време на јавниот настав во клучната сојузна држава Пенсилванија, Бајден говореше еден ден пред гласањето на 3 ноември. Утре ќе ставиме крај на председателството кое не успеа да ја заштити нацијата. Утре ќе ставиме крај на председателството кое потпали оган на омраза ширум нацијата. Исто така, еден ден пред изборите, Трамп изрази верба во Висконсин. Запомнете што реков пред 4 години. Јас сум вашиот глас и сите заедно ќе ја направиме Америка најдобра повторно. Тоа го правиме и ќе го направиме. Излезноста беше изразена во бројки без преседан за американските избори, на некои места 90% од регистрираните гласачи. Тесната разлика во победата покажува колку е поделен електоратот. Правните предизвици значат дека изборите конечно може да бидат решени на суд. И предстои огромен предизвик да се обедини поделената нација. Неодамнешниот напад во Виена покажа дека тероризмот останува сериозна закана за светот и за Европа. Гласот на Америка разговараше со професорот Иле Ицевски, кој вели дека државите мора да соработуваат повеќе меѓусебно за да се справат со современите закани. Дали последниве случувања покажуваат дека радикалниот ислам е се уште присутен помеѓу нас? Секако, радикализацијата и насилниот екстремизам се реални, често присутни појави и кај нас.
Меѓутоа сметам дека генерално фокусот треба пред се да биде на начините на тоа кои лица најчесто се и како се индоктринираат, како се радикализираат и како се регрутираат. Токму екстремистичките групи и нивните мрежи кои што најчесто промовираат насилен екстремизам користат методи за стекнување, односно регрутирање на други лица за исполнување на нивната кауза. И тука најчесто се приврзаници кои што се стекнуваат како резултат на одредена индивидуална перцепција за неправда и потреба за исполнување на некаква форма во однос на социокултурни потреби кои што се поврзани со прашањата на идентитет. Тие бараат суштина, но сепак во форма на идеологија ја добиваат и таа е наменски продуцирана од страна на екстремистичките и терористичките групи. Може ли само градот како земјава да се заштити од ваквите луѓе? Па сметам дека и нашата држава Република Северна Македонија во борбата против ова зло треба да пристапи со високо ниво на предпазливост и превентивно дејствување. Пред се, како што кажав, неопходна е постојана размена на информации и заедничко делување на сите засегнати страни, бидејќи тероризмот не познава граници, не познава вера, националност и слично. И сметам дека и нашата држава, како и останатите, иако ги имаат усвоено мерките за спроведување и казнување на странските борци, сепак репресијата и казната не секогаш се поистоветуваат со свеста и покаянието. И таквите мерки може да на некаков начин и дадат негативни резултати. За таа цел е потребно да биде вклучено целото општество, каде што ќе може да помогне во однос на подигнување на свеста, изголемување на свеста за опасноста од радикализација во заедницата, но и да се изградат внатрешни капацитети за нејзино спротивставување. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам за поканата и можноста. А американската полиција користи нови футуристички методи за обука на своите припадници. Полициската академија во сојузната држава Вашингтон употребува алатка за подсвесно учење. Независно дали е обука како ова или вистинско сценарио, тензични ситуации може да потикнат несвесна физичка реакција кај полицајците. Не сте свесни што се случува лево или десно од вас. Имало случаи кога полицаец стои за својот партнер му вика во уво. Полицаецот не слуша. Когнитивното функционирање е значително пореметено и затоа критичкото размислување, носењето одлука во момент, наголемо зависи од нивото на стрес кај човекот, но тоа може и целосно да се елиминира. Пред овогодишните протести кои бараа реформи во полицијата, Полициската академија во сојузната држава Вашингтон инкорпорирала програма наречена Когнитивна команда или C2 за тренирање на мозокот на полицајците за деескалирање на тензични ситуации. Повеќето традиционални полициски обуки се фокусираат на физичките тактики. Интернет апликацијата C2 ги обучува подсвесните делови од мозокот за поефикасно функционирање, за време на стрес и зголемување на свеста пред реакција. Со 2 до 5 минути сесии C2 следи колку многу и колку често полицајците тренираат и кои курсеви за обука ги завршуваат. Се подсетуваме дека треба да дишеме. Тоа спречува влегување во состојба на тунел визија, кога се исклучуваат други звуци и се друго. Ја скенираме околината за да утврдиме дека нема други закани. C2 спроведе околу 40 истражувања во 13 агенции. Иако полицајците велат дека ништо не може да го замени искуството, Полициската академија од државата Вашингтон ветува резултати со оваа програма. Обуката со C2 овозможува новите полицајци на терен автоматски да реагираат на начин што без ова обука се учи за 3 до 5 години. Потези како за солнување и брза реакција може да ја зголемат безбедноста како за полицајците, така и за јавноста. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот веб-сайт и на Facebook, Instagram и Twitter, каде може да не најдете како Глас на Америка на македонски. Поздрав од Вашингтон!